Бројот на стартапи во земјава кои развиваат вештачка интелигенција во своите производи засега се брои на прсти, иако нејзиниот подем во светски рамки е во последната декада. Но иднина има бидејќи развојот на економијата е во новото и модерно претприемништво кое користи напредна технологија. Веќе постојат успешни примери за тоа. Од FinCap ние користиме вештачка интелигенција која автоматски креира портфолија за инвестирање на луѓето. Но вештачката интелигенција може да се користи на многу други места. Се нешто што го прави човек, таа може да го направи 10 пати подобро и поефикасно. Да Македонија е на прав пат, но треба поголема поддршка и од институциите, но и од едукативните центри. Во Македонија имаме неколку решенија кои што работиме, со кои што навистина ја ставаат во функција вештачката интелигенција за решавање на проблемите на бизнис секторот и исто така за помагање на секојдневниот македонец. Вештачката интелигенција го автоматизира процесот и успева да скрати време и ресурси. Еве како Галапчев тоа го објаснува. Не сакаш да копаш темел на куќе со лопата, сакаш да користиш багер. Истото е и ова во дигиталната технологија. Не сакаме да ги правиме на старите стандардни работи, сакаме да ги подобриме и убрзаме процесите за да си го подобриме квалитетот на живот. На првиот стартап викенд кој неодамна се одржа во Охрид, беа представени неколку решенија кои во себе користат и напредна технологија. На едно место се собраа 50 на учесници кои својата бизнис идеја со помош на ментори ја преточија во потенцијален стартап производ. Нашава идеја ние сакаме на секој поединец да му наметнеме како навика доволна за да почне да се грижи за своето собствено здравје. Ќе биде апликација со која ние сами ќе си водиме како некоја евиденција за нашиот health lifestyle. И сакаме да направиме производ, тоест платформа, каде што децата и останатите луѓе што се геймери може да направат пари додека играат игри. Тоа е нешто чудно и што не постои кај нас се уште, но тоа е овозможено од блокчейн и криптотехнологијата. Вела дека својата иднина не ја гледаат надвор од државата, туку во неа. Мислам дека имаме тука доволно опции и ресурси кои што не се толку искористени. Очекувам тоа да биде потик за младите да може да останат во Македонија и да креираат бизнис. Многу млади луѓе се врателе во земјава и продолжиле со развој на стартапи, кои своите решенија сега ќе нудат и во странство. Користат таленти и ресурси од земјава. Имаме стартапи што работат со Тесла, со Google, креираат решенија за нив, но исто така и понудуваат решенија кои што им конкурираат. А што е потребно за еден стартап производ да биде успешен? Треба да понудат што е можно понови технологии, да бидат мултиплатформски, но најбитно е да имаат бизнис модел за самата технологија кој што ќе креира бизнис и стартап кој што има скалабилност, односно можност да расте. Нешто повеќе од 150 македонски стартап компании во моментот креираат решенија за локалниот и глобален пазар. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.